значи да бидеш слободен, да одлучиш што слобода за тебе значи. Јас научих што е слобода на 19 години. Овдека е направена поларизација на две страни. Добро и зло. Ние гледаме за генерално добро на цел народ, а вие гледате за генерално добро на 30 на луѓе кои што го уништуваат овој народ. Вие имате на себе 3 кила, 5 кила, 10 кила тежина од таа униформа, а ние имаме 3 тона од оваа влада. Знаете колку е тоа тешко? Знаете ли колку душа не боли, срце не боли, што овдека стоиме и ве гледаме како браните нечестни и неморални луѓе. Пред 3 дена овдека ваши колеги плаче со мене. Не покажав кое, не именував кое, но плаче. Треба и вие да се разплачете, не е доволно, знам, но ќе дојде време каде што во живот ќе се научите што е чест и морал. Една реченица во живот, ја ретко во живот кажувам, ве сакам, никад скоро, затоа што немам таков за да покажам емоции, но овој пат ќе ви речам, покрај се што правите, покрај она колку штите ја ќе ви речам, ве сакам. Ќе се видиме со нова лекција, утре ќе ви набројам сите, можда 500 работи, односно причини зошто протестирам, но ќе се научите зошто протестирам. За Тамара, за оваа влада, за Тодоров што направи, што губи малото девојче, за 4 деца на Смилковско, за Мартин Нешковски, за луѓе што немаат гров на глава, за луѓе што немаат хлеб да јадат, некој од вас се смее, на некој му е тешко, не е битно дали имаш партиска книжка на СДС, на ВМРО или било как, битна е честа, моралот и достоинство. За да учите во живот, да дојдете тук. Ќе дојдете на оваа страна и само што ова да ви го напоменам, па ви го рекам. За брзо време ќе нема буџета од влада пари, ќе биде нула. Ќе излезете тука за и вие да барате плата. Кој ќе искочи со вас? Никој. Знаете зошто? Затоа што работите на страна на добро. Ја може би ќе излезам затоа што сум добар човек. Но ќе дојде време каде што вие ќе плачете, вие ќе бидете на наше место, кој ќе ви помогне? Никој. Затоа научете што е чест,